Ова е каменот од Розета, а горниот текст е египетско-хиероглифски, средниот е древномакедонски и последниот е новомакедонски. Во науката е познат средниот како демотски текст, во денешната западна наука, затоа што не сите го делат тоа мислење, а третиот текст го нарекуваат старогрчки. Еве го третиот текст, тоа е древномакедонскиот и е, како што гледаме, цртки и рецки. Има 32 реда и многу информации наредени. Начинот, значи ден денеска имаме зборови кои што пред 2000 години се употребувале. Одма ќе ви кажеме еден збор: деца, ата или татко. Пананџо би било панаѓур, можо би бил мажот. И така, значи има доста зборови кои што се идентични или неизе. И денеска го користиме зборот неизе. Ќе го објасниме тој збор. А одејки према него, најдовме еден текст каде што е објавено во 1799 година, значи еден заборавен јазик е преводот, ова е на германски, во еден германски весник, каде што Шамполион во неговото писмо дава изјава и он тврди дека каменот од Розета е тројазичен, каде што египетско-хиероглифскиот текст он го пишуваат германците како Аѓуптише хиероглифен, нели? Дека египетско-хиероглифски, средниот е Алтмакедониш или старомакедонски и новомакедонише шрифт коине, односно новомакедонски така наречена коине. Сега кој е коине јазик? Литературниот македонски јазик се нарекува коине, затоа што тој е изменет од сите дијалекти што ги има во Македонија и е земен за официјален јазик. Така, значи што е поентата? Овој третиот јазик е јазикот прво на трговците морепловци кои што си направиле свој јазик за да може да се разбираат еден со друг. Меѓутоа, цар Филип го превзема со додатни македонски зборови поими, земајки дел од тој јазик, создава сосема ново писмо кое што е една слика, еден глас. Тоа е основа на денешниот начин на пишување кај македонскиот јазик, слика и глас. Нашиот древномакедонски јазик е слоговно писмо, значи секој слог си има начин на изразување, има свој носител на согласка и следователно самогласка. Самото тоа што ќе се каже символот како слог дава некој смисол на реченицата. Овој јазик, цар Филип не успел да го пренесе, го воведува, меѓутоа Александар Македонски го шири и он останува универзален јазик или јазикот на империјата и затоа е тој новомакедонски. Сите што биле во таа империја на македонците морале да го знаат тој јазик за да се разберат. Новозаветни текстови се пишуваат пошто тој бил универзален јазик, можел секој да го прочита. Ќе дојдеме до Грција, не сакам да зборувам ше рано сега, меѓутоа како ќе одат стиките, полека ќе објаснуваме. Например, во текстот има збор, еве во последниот текст новомакедонскиот или коине текстот има збор Илију. Во времето на Дројзен, кога се создава грчката држава и се создава грчката историја модерна, тој збор е префрлен како Илиос Хелиос. Значи се додава напред хе, се става позади ос и легува Хелиос. Меѓутоа такво нешто нема на каменот од Розета. Имаме Илију. Денеска би рекле Илиов, Филипу, Филипов, Александру, Александров. Значи тоа си има зошто е тоа така. На некој што знаат грчки јазик им имам дадено еден ред, ве молам преведете ми го редот и кај нив они тука застануваат. Еве грцис, преведете ми го. Не го знаат да го преведат. Дали е грчки? Ако е грчки ќе го преведат. Значи има нешто што фали. Едно просто прашање, ако толку бил тој стар јазикот, зошто само на едно место се зборува и тоа под присила со формирање на некоја држава, како не се проширил на друго место? Меѓутоа, оној јазик што го нарекуваме словенски под наводници, ќе видиме кој јазик е, го зборат 500 милиони луѓе. А нешто има, значи не е тоа случајно што толку имаме распространување на ист или сличен јазик на повеќе денешни народи. Ќе кажем и тоа понатаму.